На многу точки СДСМ се обидува да направи етничка нетрпеливост, поделба и меѓу македонците, но и поделба меѓу македонците и другите етнички заедници. Добро се сеќаваме и партијата на Србијата остро реагираше на оној настап во собранието кога СДСМ се уште беше таму на Шекеринска, каде што на Србите им рече да се вратат од наму каде што дошле. Има многу Срби кои немаат каде да се вратат бидејќи се овде родени се македонци исто колку Шекеринска, ако не и повеќе од тоа меѓу кои јас припаѓам, што тоа ќе го паметат и додека е Шекеринска во СДСМ или такви никогаш нема да гласа за СДСМ, па макар никогаш и не излегне на гласање додека СДСМ нешто не смени. Обид да се направи кавга и со ромите, голема етничка заедница во Република Македонија која е традиционално една од најлојалните. Имено, на една од снимките кои се појавени, за кои се тврди дека се креирани, министерката за надворешни работи за ромите вели цигани. Него викнавме, го поканивме и дојде во студиото лидерот на најголемата ромска партија во Македонија, практично, која собира барем 80 на 90% од ромите, што покажува бројот на гласови, Амди Бајрам. Господине Бајрам, што сте ви, ром или циган? Па видите, најнормално во преамбулата во уставот ние сме роми. Циган постоел до 71 година, докле светскиот конгрес е донесен и на тој конгрес е прогласено, значи од цигани и од джипси во светот и во Европа и секаде, и денеска джипси секако во Америка ги викаат джипси, во Америка и секаде, викаат, значи во Италија ги не викаат. нарекуваат, значи до 71 било на времето на Југославија било, значи дека сме цигани, а се од тогаш навака сме роми. Во Уставот на Република Македонија и у преамбулата во Република Македонија, значи сега сме роми и како роми сме нагласени и секаде роми признати. Еве го имаме светски ден 8 април, неработен ден на ромите во Република Македонија. Оваа кампања да се издвои тоа парче од изјавата, доколку постои, на министерката и од тоа да се прави кампања еве ВМРО ги мрзи ромите, како влијаеше на вас и вашите роми? Па видите, тоа меѓу ромите така е тен кои толку не го сваќаат тоа така. Значи не е многу ова е директно од опозицијата кои има некои од Сорос, некои невладени организации кои примаат пари, кои се финансираат од Сорос и пуштени по Фејсбуци да провоцираат да прават. Толку иначе кај нас ромите не е тоа. Јас го кажувам дека не е тоа толку увредено, затоа што министерката е на изборната единица број 2 со мене носител, кои 25 до 27.000 роми гласаат за министерката. Министерката е добро дојдена кај сите роми и увек со сите наши роми, кога имаме ден на ромите или све што увек не посетува, доаѓа, соработуваме и ја сакат и ги обожава ромите. Тоа е у ефект на ситуација кажено ради на крај краиштата приватно. Значи приватно тоа не може, значи тоа е еден обичен телефонски разговор. На тој обичен телефонски разговор кога институциите, јавното обвинителство и судството него се уште дефинирале дека тоа е тачно, значи тоа може да е една на краиштата колку турци и роми викаат некој за македонците каури. Така, колку пати вие, рецимо, на другар некој се му рекол ѓаур. Се ѓаур е турска изрека, ѓаур македонец. Никој не ми се налюти. И ние ромите не се лутиме, не се правиме. Мислам, тоа е најнормално некоја фама се дига меѓу ромите. Се знае, една сламка, као самка денеска видовте на пресконференција со 6 души и на Фејсбук некој пола партија му била на прес. Па пола партија, па тие се 6, значи сакам да кажам дека министерката Гордана Јанкуловска, значи нас ромите она го кажала затоа што сите роми 90 и нешто посто. И другите ромски политички партии сме во коалиција со ВМРО ДПМН и најнормално сакајки, значи у тој момент и кажуваат дека ромите ги подкупуваат со пари во Струмица. Што и она така е, во тој телефонски разговор вика ги купува заев циганите во Струмица. Така. Не е битно што заев ги купува ромиве, битно е зашто се кажали роми. И тоа, ама не е тоа докажано. Нема, пази, добро е ова потенцирано. Таму се однесува разговор дека заев ги купува ромите во Струмица, таа били заев ги купува циганите. Значи не е битно што заев ги купува за пари, битно е зашто она ги рекла роми. Да. Значи, кај нас више купување не постои. Сојузот на ромите во Република Македонија, ова политичка партија. Да не ми го пропастите прашањето. Нема проблем за. Телефонски разговори служат за забава, телефонски разговор ни фрижидер пуни, ни струја плаќа, ни градинка плаќа, ни бензин пуни. Ова треба владата да создаде услови за вработување, за пат, за бесплатно здравство, школување, тоа е битно. Нешто друго. Вие сте прв и досега единствен
Човек кој од политички причини е осуден на 4 години затвор. Не, 7 години првен ме осудија, па после апелационо падна на 4 години. Зошто беше тоа? Тоа беше, значи, една... И кога? Значи, на времето на Лјупчо Георгиевски, кога требаше се гласа за владата на Република Македонија, кој ја бев 61-иот, кој требаше владата да падне на Лјупчо и да ја добие СДС владата на Бранко, у тој момент ја бев вклучениот, најнормално, и јас станав на говорница, му кажав на Бранко, он почна со ВМРО тука некои дискусии, јас станав му кажам, слушај, ти не може со мене Амди Бајрам со Сојуз на Роми на крај да искочиш, па камо ли со ВМРО ДПМН, викам со Пета гол ти дадов. Јас кога искочив од говорница, он мене, Бранко вика, јас тебе кога ќе дојдам на вас со глава ќе ти дадам гол. И сварно тоа го направи. Останавте и без бизнис. Остана без бизнис, без све ми го уништива што ја го имав. До најмалото внуче што ми беше од 7-9 години, не го оставива да може у школа да оди, што можеше да ја напушти државата. Ете доказ за политичка пресуда, да не одеја понатаму. Нешто друго, кај што јас сум бил присутен. Значи не говориме мајтап, телефонски разговори, Амди ми рече, овој му кажа, ако ги зема телефонски разговори, за колку луѓе сме рекли ќе дојам ќе го убијам, Македонија пуна убици. Ако земете дека телефонскиот разговор е мерило. За купување на ромски гласови. Имавте, сведок сум, понуда од СДСМ, во второк изборен круг, да загубите, да се повлечете, а дека тие ќе ги покријат сите трошоци со зејтини, шекери и така натаму за ромите, за да наместо за вас гласаат за нив. Тоа беше Социјалдемократски сојуз кој бев јас тамо, вие бевте присутни, Бранко беше присутен и уште некој од Социјалдемократски сојуз. Ми се нудеше, значи јас си добив за пратеник честно поштено, значи за да се поништат моите гласови, поново да се извадат уште 2 до 3 илјади гласа поише, за да може уште еден пратеник да влезе од Социјалдемократски сојуз во заедничката коалиција. Во тој момент се нудеше 25 шлепери, брашно, зејтин, се нудеше и шекер да се даде на ромите. И јас во тој момент не пристанав, вие сте чистиот сведок кој бевме тамо, и јас си останав пратеник, не сакав моите гласови, не сакав моите роми да се подкупуваат. Од тогаш навакај, значи, као што пројдевме со сите, ние сме со ВМРО ДПМН, со оваа власт, уште од времето на Лјупчо навакај, значи пројдено, значи више нема купување на ромите, значи нема купување на ромите, туку сега има вработување на ромите, проспектива на ромите, значи учествува во власта на ромите, и сега ние сме најголемите противници за подкуп на ромите. Ние сме увек кога некој ќе понуди нешто, први сме, значи да одма го нападнеме тој, и на сеите избори против тоа сме, значи да не сме никој. Тоа што се деси видовте со месото, со другите работи, така, со тоа све тоа. На минатите избори му фатија на СДСМ колку беше 2 шлепера? Два камиона месо да дели на роми, и тоа расипано. Кафе, други работи, некој свето, и тоа скапано месо, расипано месо, да се дели кај ромите, да се отрујат ромите, да се направат. Ние скокнавме, го фативме тоа на дело. Снима и камери. Снимаа камери. Тоа, ние не се служиме со тоа, туку сакаме честност и се заблагодаруваме на оваа влада на Република Македонија, што сме коалиционери партнери, 5 политички партии, мојата партија и уште други 4 политички партии, сме во коалиција, имаме министри, имаме заменици министри, имаме директори, имаме државни службеници и секаде имаме вработени, и само така напред ние ќе одиме ромите. И да не наседнуваат моите роми на ваква изјава, на некоја блеф изјава, купус изјава на ова, како се вика, не на петарда, туку на една мина, да наседнат и да навлечат, да направат меѓу нас ромите. Не може тоа да го направат. Тоа се многу мал број роми. Ние сме сите роми со оваа власт. Да, имате право. Најголем дел од тие, сега кога се сеќаваме, се невладени параорганизации кои се директно финансирани од Сорос. Тие се платени и финансирани од Сорос. Еве, за крај последно прашање. Теоретски зајавда е во право. Теоретски да се исполни тоа што го бара. Значи треба македонците, бидејќи кај ВМРО е голем проблем да ги држат своите под контрола, бидејќи таму има луѓе кои би се бранеле со сите можни расположиви средства во оваа ситуација. Значи, ќе се истепат македонци со македонци, ќе се истепат македонци со роми, ќе се истепат македонци со албанци. Што ќе остане од држава вако Заев успе? Видите, такви јаничари како што се Заев
и што Република Македонија својата држава гледа да уништат, значи такви јаничари мислам дека од таквите само пустош. Јас мислам дека народот е свесен и паметен во оваа држава и знае кај го дава гласот, знае за кого гласал во оваа држава, знае кој што може во оваа држава и знае кој знае да ја води оваа држава, значи се знае, а тие што сакат на ваков начин да дојдат, се знае кај им е местото. И една амболиција добил, но јас ќе поднесам еден амандман во парламентот да амболицијата на Заев кој му е дадена од Бранко Црвенковски да се покрене и тоа да се поништи таа работа и за да може да му се отвори делото од 8 милиона, а ова, јас кога би бил министер или јавни обвинител во Република Македонија, не би дозволил 24 секунди да постои на вакви начини дестабилизација да прави на Република Македонија. Ја одма би го спакувал кај што мене ме спакува Бранко Црвенковски. Чисто да ја споредиме ситуацијата дома на свој роден син, и ја имам син и вие имате, да му речеш, сум ти го прислушкал разговорот, знам што правиш, мислам дека Сабајле дека се одселат ќе се отида. Што си правил? Си го прислушкал разговорот. Или ќе опуштам сега на жена ти, како што прави Заев на цела јавност. Мислам дека Сабајле тој ќе се отиде. Ако не се деси нешто полошо во меѓувреме. Па ја мислам дека крајот мислам дека и превише ова све што е многу нашата држава, значи многу свесни сме, паметни сме, значи она све што искача, а ова што го прави не е добро. Народот на ова е жива лакрдија, он што го прави. Еве денеска гледате универзална сала, полуниверзална сала. Не би препуна нека биде. Голема работа една партија дали ќе донесе 3000, 5000 луѓе. Ама он ќе донесе 5000, ја можам Не, 30.000. Што тоа е, значи сака меѓу нас да скара да направи некоја дестабилизација. Не може да направи дестабилизација. Видовте како албанците се држат. ПДП и ДПА кој спомна албански политичар си ми снимал, автоматски искочи на прес, двете партии исто се брана. Не вика он лошите се ДП, јас сум добар или обратно. Па нека искочи за нас, без разлика што ние 4 политички партии, ја 5 не, мислам 4 не соработуваме меѓу нас, а сме во коалиција, нека искочи па ќе види што ќе се деси од ромите, ќе не види сите заедно дека во сител седнати со тебе и директно да го демонтираме и да го направиме за никад. Јас ви благодарам што бевте тука, ќе имаме и вклучување потоа, а ви посакувам да не бидете жртва на ова малтретирање и ругање, речено по скопски на Заев. Најпосле, сега секому јасни две работи, прво дека нема граѓани прислушкувани, напротив, прислушкувани се функционери во државата, второ, дека не прислушкувала државата, прислушкувале соработници на Заев, а третата ќе утврди судот. Постапката е почната. Почната од денеска. Од денеска натаму Заев е осомничено лице. Тркалото почна да врти. Така е. Благодарам.